Втор централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава на делот содржините. За 10 години во македонското здравство се вложени над 200 милиони евра. За 2 години Штип ќе го добие новиот клинички центар, најави министерот за здравство Никола Тодоров. Заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски денес изврши увид на градежните активности за изградба на патната инфраструктура во општина Карбинци. Продолжената концесија за експлоатација во рудникот за олово и цинк Саса овозможи услови за нови 30 вработувања, главно жители на општина Македонска Каменица. Денес во посета на општина Карбинци беше заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, кој изврши увид на градежните активности за изградба на патната инфраструктура во 6 плачковички села. За оваа намена владата на Република Македонија издвои 23 милиони денари преку програмата за развој на руралните средини во земјава. Општина Карбинци со 23 милиони денари средства обезбедени од владата на Република Македонија решава еден од долгогодишните проблеми кои го имаат над 1000 жители од 6 плачковички села во патната инфраструктура која ги поврзува со останатите села и општина Штип. Со асфалтирање на овие патишта жителите за пократко време ќе можат да ги извршуваат своите обврски, а земјоделците ќе имаат полесен пристап со нивната механизација до нивите. За текот на изведување на градежните активности, денеска увид во изградбата на новиот локален пат во село Радање направи заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Во завршна фаза се градежните активности и се очекува за краток временски период за 10 дена да биде пуштен во употреба тој локален пат, со што жителите од околните села и од село Радање ќе добијат квалитетно изграден локален пат кој што е во вредност од околу 11 милиони денари и ќе може да ги поврзува со туристичкиот локалитет Баргала. Изградбата и асфалтирањето на патната инфраструктура во општина Карбинци се дел од проектите кои се реализираат со финансиски средства обезбедени преку програмата за развој на руралните средини во земјава. Вториот проект ни е изградба на село Долни Балван, село Долно Трогреци пат во должина од 4 километри. И се надеваме дека овој пат многу брзо ќе заврши, така да ќе можеме да го пуштиме. Земјоделците од овој крај да можат непрешено да се движат. Така да третиот проект ни е влезот на селото Карбинци во должина од 1 километар, во широчина од 6 метри со тротоари. Така да и овој е во завршна фаза, се надеваме во наредниот период да ќе го пуштиме во употреба. Кон крајот на идниот месец ќе заврши реконструкцијата на двете училишни згради во општина Карбинци, кај кои не се интервенирало повеќе од 30 години, за кои финансиски средства обезбеди Министерството за образование. Продолжуваме со политика. Во македонскиот службен весник е објавена листата на повлечените аболиции. На списокот на лицата за кои аболицијата е повлечена покрај останатите се наоѓаат и лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Македонскиот службен весник ја објави официјалната листа на лица на кои председателот на државата Ѓорѓе Иванов им ја повлече аболицијата. На списокот на лицата за кои аболицијата е повлечена се наоѓаат лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев, поранешните министри Милијана Киевски и Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Тука се и имињата на председателот на Собранието Трајко Велјановски, поранешниот председател Бранко Црвенковски, лидерот на ДПА Мендух Тачи, поранешниот министер за земјоделство Љупчо Димовски, советникот во владата Мартин Протогер, членот на ДИК Бедредин Ибраими, како и функционерите од локалната власт Коце Трајановски, Рена Мишева, Тони Трајковски, Владимир Талески и Владимир Тодоровик, директорот на затворот Идризово Живко Пејковски, високиот функционер во МВР Тони Јакимовски, членот на Општинската изборна комисија во Чаир Исмет Гури, контраразузнавачот Зоран Верушевски и Бранко Палифров, обвинети во случајот Пуч. Според Иванов, останатите 33 лица можат да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Лицата кои можат да побараат повлекување на аболицијата се началниците Горан Груевски, Никола Бошковски и архиварката Валентина Симоновска.
Тие се осомничени за уништување на опремата за преслушување од случајот Тврдина. Градоначалникот на Пустец Едмон Темелко, председателот на Општинската изборна комисија во Центар Коста Митровски и 6 полицајци обвинети за тортура при апсењето на Љубе Бошковски се на листата на лица кои можат да побараат повлекување на аболицијата. Темелко и Митровски се товарат и за изборни измами. Во македонското здравство за 10 години се вложени над 200 милиони евра за реконструкција и изградба на здравствени установи. Изградбата на новата клиничка болница во Штип е од големо значење за жителите во источниот регион. Градежните активности за изградба на овој објект се одвиваат согласно планираното и за 2 години ќе биде изграден долгоочекуваниот клинички центар, најави министерот за здравство Никола Тодоров. За унапредување на македонското здравство во изминативе 10 години се инвестирани на 200 милиони евра за реконструкција на постоечките, но и за изградба на нови здравствени установи. Освен тоа, постојано се инвестира во најсовремена медицинска опрема, унапредување на здравствената инфраструктура и до усовршување на медицинскиот кадар. Секоја година 300 лекари се испраќаат на специјализација во иминентни болници во Европа и светот. Изградбата на новата клиничка болница во Штип е од големо значење за жителите во источниот регион, кој покрива на 250.000 граѓани потенцијални пациенти. Градежните активности за изградба на овој објект се одвиваат согласно планираното и за 2 години ќе биде изграден долгоочекуваниот клинички центар, најави министерот за здравство Тодоров. Во Штип се тера инвестиција? Во Штип се тера инвестицијата, тоа е мега инвестиција, мега болница. И добро, како што е предвидено за 24 месеци би требало да биде готово. Новиот објект ќе биде на површина од 34.000 метри квадратни. Инвестицијата е во вредност од 30 милиони евра, но во опрема ќе се вложат дополнителни 26 милиони евра. Освен во Штип, ќе се инвестира во здравствени капацитети и во Струмица, Прилеп, Куманово, Скопје, Лабуништа и Охрид. Продолжената концесија за експлоатација во рудникот за олово и цинк Саса овозможи услови за нови 30 вработувања, главно жители на општина Македонска Каменица. Од рудникот потенцираат дека во моментот се изведува основна обука на 30 млади лица. Продолжената концесија за експлоатација во рудникот Саса овозможи услови за да се отворат нови 30 вработувања. Апликантите во главно се жители на општина Македонска Каменица, со што рудникот се зајакнува и кадровски. Од рудникот потенцираат дека во моментот се изведува основна облука на 30 млади. Ние започнавме да ги остваруваме вработувањата. Во овој момент имаме 30 нови момчиња кои се на обука во рудникот Саса, со цел да ги поминат тие обуки за понатамошното вработување во рудникот, а таа динамика ќе ја следиме последователно. Ќе направиме и ревизија на состојбата на работните места на крајот од оваа година и се надеваме дека со овие обуки ќе ги охрабриме младите луѓе да влегуваат во јамата, да се вработуваат во рудникот без страв за нивната безбедност, рече Прохоров. Од Каменичката општинска управа вела дека за општината новите вработувања на младите луѓе ќе значи економска стабилност на нивните семејства и нивното задржување во родниот град. Во рудникот во моментот се директно ангажирани 700 работници, дополнително се ангажираат преку фирми изведувачи уште 90 до 100 работници кои директно работат за потребите на Саса, со што овој рудник е најголемиот работодавач во регионот. На подрачјето на општина Штип, секторот за внатрешни работи има изречено 20 казни во износ од 50 евра за неносење заштитни кациги при управување со мотоцикли. На 20 казни за неносење на заштитни кациги при управување со мотор и моторцикли има изречено секторот за внатрешни работи Штип за неполн месец. Ова е само едно од правилата кое моторџиите најчесто го прекршуваат. Затоа надлежните апелираат возачите и совозачите задолжително да носат заштитна кацига, за да не бидат во животна опасност при сообраќајна незгода. Освен тоа, на почетокот на сезоната истите имаат законска обврска да ги регистрираат и осигураат моторциклите и моторите, за да не се соочат со парична казна во износ од 500 евра. Обврска на возачите со велосипеди, со мотор, мопеди, мотоцикли, трицикли, четирицикли и слично, значи да имат положено возачки испит од А категорија, додека кај мопедите од М категорија, и исто така возилата да бидат регистрирани и осигурени
кај возилата од А категорија мотоциклите, тие се регистрираат секоја година со задолжително осигурување, додека кај мопедите тие се еднаш регистрираат, а секоја година се обновува полисата за осигурување. Исто така со новите законски измени возачите на моторни возила се обврзани за носење на книшки за казнени поени. Во случај истите да ја немат право, треба да ја изготват кај референтите за возачки дозволи и потоа да покажат на контролата, доколку не е предвидена глоба од 100 евра во денарска противвредност. Со измените на законот за сообраќај се препорачува носење на заштитни кациги и за велосипедистите за поголема безбедност, но истите не се соочуваат со парични казни доколку не носат заштитна опрема. Средба после цели 5 децении. Средното училиште Ванчо Прке во Виница организираше матура по втор пат за првата генерација во училиштето, меѓу кои има истакнати лекари, режисери и професори. Средното училиште Ванчо Прке минатата недела ја испрати 50-та генерација матуранти, а денес ја пречека првата официјална генерација која матурираше далечната 1966 година, со која практично и стартуваше средношколското образование во Виница. Од 42 тогашни матуранти денес на класен час со актуелниот директор Зоран Ангелов се преброија 20, меѓу кои се уште истакнати лекари, педагози, актери, режисери, професори. За многумина, ова беше прво видување после 5 децении во кое емоциите со евоцирање на спомените од овие клупи не изостанаа. Првата генерација беа точно 41 ученик, од кои меѓу нив има истакнати? Меѓу нив има истакнати доктори, правници, амбасадори и така натаму. После нив, низ овие училници, поминаа уште 49 генерации, но ниту една не е слична на претходната, а секоја со себе си носи нешто специфично. Сегашни генерации се за мене многу понапред од нас и тоа е нивно време. Ние само се приклучуваме, нели, кон нивното време, како што наше време беше кога бевме матуранти, кога го освојувавме светот, кога со голема возбуда го доживувавме секој нов ден, секоја нова средба, со книга, со филм, со музика и така натаму. Оние кои се веќе докажале во својата професија, како модел за идните генерации порачаа. Пораката наша за идните генерации да знаат да се радуваат секој ден на ситните работи и така таа ситна работа секој ден на крајот од животот станува крупна работа и да ги бидат среќни луѓе исполнети. Средното општинско училиште Ванчо Прке официјално со работа започна на 5 септември 1963 година со 175 ученици кои учеле општествено јазичен смер. Максимумот на ученици го достигнува 2000-2001 година со 36 паралелки и 1115 ученици. А во последните десетина години таа бројка е речиси преполовена. Во вторник, 31 мај, во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип, со почеток во 13 часот ќе се случи несекојдневен настан. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев ќе организираат модна ревија и фотоизложба, посветени на симбиозата помеѓу модата и образованието. Влезот ќе биде слободен за сите заинтересирани. Читањето е најдоброто учење, а знаењето и само знаењето го прави човека голем и слободен. Јас сум само суштество како и секое друго на светов. Суштество кое има душа, срце кое чука, ум кој работи. Јас сум само тронка од светов, тронка која самата за себе си има своја големина. Да, јас сум само скитник, патник, талкач на земјава. А дали вие сте нешто повеќе? Ова е само дел од најавата за она што во вторник ќе го организираат студентите од Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. Станува збор за модна ревија и изложба на тема «Мода меѓу редови», подготвена од студентите кои ќе земат учество со своите креации. Целта е да ја пренесат нивната представа за поврзаноста со модата и образованието на целата публика. Овој несекојдневен настан го подготвуваат под менторство на асистент докторант магистер Сања Ристевски, од која дознаваме дека цели 4 месеци студентите сами ги дизајнирале и изработиле своите модели, кои според неа поседуваат цело богатство од рачно изработени детали.
Целта ни е преку овој настан не само да ја презентираме креативноста и оригиналноста на нашите студенти, туку и да испратиме јасна порака до целата јавност дека образованието е најмокното оружје на светот, истакна менторот на проектот, асистент докторант магистар Сања Ристески. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет своите изработки претходно ги имаат представено во музеот на ВМРО и на Винофест во Скопје. Соседите од Бугарија ги полнат маркетите и пазарите во Делчево и Берово. Бараат по ефтини цени, но и квалитетни производи. Пред се сирење, кашкавал, ориз и зеленчук. Историјата се повторува, но од другата страна на границата. Ако ние пред 15 до 20 години ефтин пазар баравме во Бугарија, сега бугарите ефтинијата ја бараат кај нас. Делчево и Берово викендите се полни со бугарски граѓани. Непосетувани места од соседите се маркетите и пазарите. Кој си купуват? Сирене си купуват, кашкавал си купуват. Па си купуваме највеќе сирење, кашкавал. Зеленчукот исто така доста се купува. Цените се за нијанса поевтини, за 20 до 50 стотинки за килограм. Некогаш вие доаѓавте кај нас, а сега ние доаѓаме да пазаруваме кај вас, затоа што кај вас малку поквалитетни се продуктите. Зашто при вас е малку покачествена стоката, колкото при нас. Да, за поквалитетни производи најчесто доаѓаме. Особено храната е поквалитетна, а многу се љубезни и продавачите и пазарџиите. Најчесто купуваме млечни произведенија като кашкавал, сирене, извара. Најчесто купувам млечни производи, кашкавал, сирење, урда. Доаѓаме затоа што е малку поевтино и поквалитетно. Зеленчукот исто така секогаш е пресен и свеж. Хубав е, пресен. Кочанскиот ориз и алкохолот исто така многу ги бараат соседите од Бугарија, потврдуваат пазарџиите. Луѓето си пазаруват, повечко најчесто ориз зимат, алкохол зимат, вино и ракија, пошто кај нив бил поскапо тоа, и оризо, и ракијата, и виното, зимат у поголеми количини. Така да, веројатно, цената е у питање, затоа тука пазаруват. И едно друго кажуваат дека квалитетот е наш подобар тука, во се. Без разлика што се купува, квалитетот бил подобар од нив. Оваа ситуација им одговара и на бугарите и на македонците. Есапот на пазарџиите се знае, но корист од сето тоа имаме и ние обичните граѓани, бидејќи стоката по маркетите и пазарите не заостанува. Секогаш имаме свежи производи. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Премиерот Емил Димитриев и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски неделава извршија увид во градежните работи за искрадба на автопатот Миладиновце-Штип. Најважната автопатска делница на истокот, долга 47 километри, е вредна 206 милиони евра. Досега пробиена е над 90% од трасата на автопатот, а асфалтирани се околу 10 километри. Владата и понатаму останува посветена на искрадба на инфраструктурата. Премиерот Емил Димитриев заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев извршија увид во градежните работи на автопатот Миладиновци-Штип, која е во вредност од 206 милиони евра. Од она што можев да го видам и да го чуем од луѓето кои што работат на автопатот, темпото на градба на овој автопат се одвива согласно планинарната динамика. Значи 95% од автопатот е пробиен, 9,5 километри веќе има асфалт и можете да видите дека денеска се става нов дополнителен асфалт на ова делница. Се работи на градбата на мостовите, на подпатници, надпатници, виадукти. Значи едно вака добро темпо на работа кој што кажува дека вкупниот прогрес за градба на овој автопат до денеска е некаде околу 39%. Ангажирани се околу 2500 луѓе и тоа е сериозен поттик за македонското градежништво, како и за останатите поврзани стопански гранки, додаде премиерот Димитриев.
А освен на трите автопати, владата паралелно работи и на повеќе регионални патишта. Сакам да информирам дека во втората половина на оваа година ќе започнеме и со изградба на експресните патишта. Штип Кочани, Кочани Делчево, Штип Радовиш и Крива Паланка Ранковце. Станува збор за инвестиција од преку 300 милиони евра. Според Мисајловски, доколку се одвива според планираното, тогаш следната година ќе имаме нов модерен автопат кој македонските граѓани го заслужуваат. Најмалку 17 луѓе загинаа, едно лице се води за исчезнато откако изби пожар во стамбена зграда во село во близина на Киев, соопшти службата за вонредни состојби на Украина. Во соопштението се наведува дека пожарот избил рано утрово во приватна двокатна зграда во која привремено се сместени 35 постари лица во селото Литоки, 37 км североисточно од украинската престолнина. Припадниците на службите за вонредни ситуации спасиле 18 лица, од кои 5 се здобиле со изгореници од различен степен, пошто се пренесени во болница, се додава во соопштението. Пожарот е локализиран во 5 часот и 25 минути по локално време. 11 лица, од кои 10 деца, вчера беа повредени од удар на гром во Париз, објавија локалните власти. Инцидентот се случил кога за време на прослава на роден ден одеднаш почнало невреме со молњи. Уплашените луѓе побарале за солниште по дрвата, што било многу погрешен чекор. Повредените се префрлени во болница, 6 дечиња се во тешка состојба. Неколку региони во Франција издадоа предупредување поради лошите временски прилики во текот на викендот, но меѓу нив не беше Париз. Удари од гром имаше во Германија и Полска. Еден човек загина, а неколкумина се повредени од удар на гром во Полска. Во Германија од удар на гром повредени се повеќе од 30 на луѓе присутни на детски терен за фудбал. Тројца се здобиле со сериозни повреди и се пренесени во болница. Турскиот парламент денеска со 315 гласа за и 138 против изгласа доверба на новата влада пренесе ТАС. Новиот владен кабинет беше формиран на 24 мај од Бинали Йилдерим, само 2 дена откако председателот Реджеп Тајип Ердоган го полномошти да го состави списокот со нови министри. Премиерот Йилдерим, кој нов лидер на владеачката партија на правдата и развојот, направи значителни разместувања од кабинетот на својот претходник Ахмед Давутоглу. Сменети се 11 министри и 2 вице-премиери. Според мислењето на повеќе аналитичари, новата влада и новиот премиер се многу поблиску до политиката на Ердоган, отколку тоа што беше кабинетот на Давутоглу. Како основни цели на кабинетот, новиот премиер ги посочи борбата со тероризмот и донесување на новиот устав со заложба за премин кон председателски систем на владење или можност председателот да ги задржи своите партиски надлежности. Ова беше се во вториот дневник на Канал Плюс. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.